Почитувани слушатели, и вие кои не следите, особено вие кои не следевте преку социјалните мрежи, се извинувам што го прекинавме интервјуто заради слабата врска преку интернетот. Уште еднаш ќе го повториме почетокот на нашето интервју. Причина за ова интервју е посетата на македонските парламентарни партии на македонците во Преспа, во Албанија, на 9 февруари. Васил, добар ден, уште еднаш и добре дојавте на македонската радиопрограма. Добар ден и поздрав до сите слушатели на на македонска програма во Австралија, но и на сите македонци сега во светот кои што не гледаат преку социјалните мрежи. Ајде да започнеме иницијативата како дојде да се соберат сите парламентарни партии на Република Македонија за прв пат по покана на Македонската политичка партија Македонска алијанса за европска интеграција, чии председател сте вие. Идејата пред се потекна од сложената положба од кај што се наоѓаат македонците во Албанија, посебно таа положба е влошена во последните години, посебно после резултатот од пописот и сите напори на Бугарија за асимилација, тотална асимилација на македонците во Албанија. И наоѓајќи се во ова ситуација каде што Албанија не е воопшто заинтересирана да не заштити нас како нејзини граѓани, и не само тоа, туку и во многу наврати ја помага Бугарија во цела оваа асимилација што ја прави во Албанија, но и наоѓајќи се и без подршка нашата матична држава Македонија, се решивме на овој чекор да ги поканиме сите парламентарни партии, македонски партии од Собранието на Република Македонија во Корча во Албанија на еден состанок со представници на македонците од Албанија, од цела Албанија, кај што живееме. И ние сме благодарни на сите парламентарни партии кои што пратеа нашата покана и кои што дојдоа, и така сакаме да се извиниме сите македонски парламентарни партии кои што не ги поканивме, кои што имаме многу соработка, затоа што нашата цел пред се беше да ги поканеме македонските парламентарни партии, бидејќи тие имаат механизми во собранието на Република Македонија, преку собранието, преку институциите, да не поддржат македонци. И плюс ние како македонска партија, тоа и на самите македонски партии, туку кажеме во Корча дека за нас единствена партија во Македонија е Република Македонија. Значи за нас не е важно кој е на власт или во опозиција во Македонија. Ние соработуваме со сите институции, со сите партии во Република Македонија, и бидејќи имаме тој став, затоа и дојдоа сите партии во Република Македонија. Побаравме да не се злоупотребува ова прашање за дневно-политички цели, затоа што прво кажавме дека ние не сме собрани тука во Корча да бараме виновници, било тука кај нас, било во Македонија, зашто сме во состојба, но што да правиме понатака, како да правиме да обстаниме како македонци, бидејќи на вистина воопшто како македонска нација, како македонски народ, ние сме загрозени од сите негатори на македонската нација, и бидејќи тука сме ние најслаби во Албанија, бидејќи Албанија воопшто нема и грижа за нас да не заштитува бугарска агресија, и затоа се овие наши напори, ајде да предложиме на прво стратегија која што треба да ја поддржи нашата матична држава, како да обстанеме ние, барем додека Албанија стане членка на Европска унија, бидејќи тогаш кога потписот нема да биде како што е сега, и Албанија нема потреба зашто да му дозволува на Бугарија да го прави ова што го прави сега, и положбата ќе биде сосема друго. И така што на овој состанок ние пред се запознавме со положбата на македонци во Албанија, кои права ги имаме во Албанија, што бараме исто така се подобри во основа на меѓународните конвенции за заштита на правата на малцинства. Нашата положба исто така втората точка на дневен ред беше бугарската пропаганда и обидите за асимилација на македонците во Албанија, се што прави бугарска држава во овие последни години, и на крај предложивме и предлог стратегија за заштита на македонското малцинство во Албанија. Ова наша средба навистина предизвика големо внимание во албанските медиуми и во Македонија исто така.
сите скоро национални телевизии од Албанија пренесуваа за настанот. Јас исто така имав повеќе, освен изјави, но и повеќе гостување на албански телевизии во централните вестници, во нашите дневници, нивни околу нашата иницијатива зошто го правиме ова. Тоа ние укажавме дека ова пред се не е насочено против Албанија, напротив, ова наша средба сакаме да алармираме пред се македонска и прво албанската јавност, но и македонската јавност за нашата положба во Албанија како македонци и за агресивната бугарска пропаганда за асимилација на македонците во Албанија. Таму ги искажавме нашите ставови дека нема бугари во Албанија, дека фактички и побаравме, и повеќе пати тоа имам побарано, да се спроведе истрага пред се, да се спречи бугарската пропаганда која корупира пред се албански политичари за да дозволи асимилација на македонци во Албанија, но и бараме истрага за пописот во Албанија, затоа што тој попис се дозволи преку бугарските служби да се врбуваат попишувачи во деловите кај што живеат македонците и тие преку електронските уреди, преку таблетите, фактички фиктивно да попишат бугари, да извадат бугари во Албанија. И ние имаме сериозни докази за ова, кои докази се јавни, и бараме истрага од Албанија за целиот фалсификат што се направи за пописот, и тоа го кажавме на албанските медиуми. И така што се однесува до самата средба, македонските политички партии сите беа коректни, не се напаѓа, да кажем, меѓу себе, сите дадоа поддршка на нашите барања, што ги искажавме таму. Значи немаше препукувања меѓусебно, а? Немаше, ние тоа на почетокот да го побаравме, значи да не бараме виновници, значи целта ни е да се сконцентрираме што правиме сега понатака, значи како нашата матична држава Македонија треба да не подржи за да ние обстаниме како македонци, барем да се донесе на стратегија, барем додека Албанија стане членка на Европска унија. И тука, значи, пред се македонските партии беа сведоци и на издржливоста на македонци во Албанија и на бидејќи тука им учествуваа представници на македонците од Гора, Голобрдо, од Преспа, Врбник, од градовите, од Корча, од Билишта, од Поградец, од Тирана и од Елбаска. Значи, Васил, сакам да назначам тука дека само македонците во Преспа се признати како македонци, а во другите делови не. Тоа не е, секако ги запознаме со нашата положба, дека ние имаме одредени права и тоа ограничено само на територијата на Мала Преспа, а не во другите делови, било Гора, било Голобрдо, и тука во нашата предлог стратегија и тоа бараме, значи како ние да ги уживаме правата на целата територија на Албанија, како да се воведи македонскиот јазик во Гора, во Голобрдо, во градовите каде што има услови за тоа. Значи тоа и јавно го кажавме на албанските телевизии, дека тоа се наши легитимни барања и не се насочени против Албанија, како што потенцира, затоа што ова според сите меѓународни договори, конвенции за заштита на правата на малцинствата, значи ништо не бараме надвор од овие меѓународни конвенции. И тие се наши легитимни права, за кои што секако бараме поддршка од матичната држава, како да уведеме македонскиот јазик во овие, бидејќи пред се има и договор билатерален меѓу Албанија и Македонија, што се однесува на делот на образованието. И ние во нашата да посочиме како Албанија и колку голема подкрепа дава на албанското малцинство во Македонија. Значи неограничена. Видите, не е само така. Значи Албанија не, видите, секоја држава се грижи за твоето малцинство или за диаспора. Значи јас бев и пратеник во албанското. Да, меѓутоа овде ки прв пат гледаме македонски парламентарни партии да се соберат на едно место, како да бегаат како ѓавол од темјан. Ама затоа баш ние затоа кажавме. Значи ние во крајна линија нека гледат што прави Бугарија. Значи Македонија да гледа како Бугарија, значи не само прави фиктивно, значи што прави за своите сонародници, што вика во цел свет. Како секоја држава, кажав и Албанија, па и Косово, ние градот Тирана реновира училишта во Прешево, значи во Србија. Или, не знам, имаше, лани мислам, косовската влада финансираше делегација, не знам, 30 представници од Прешево, Медвеѓа, Бојановац, да одат во Стејт департментот да се жалат
Знаеш, за состојбата за албанските права. Па секако за албанските, тоа ми е зборот, значи зборувам секоја држава како се грижи, а ние од друга страна немаме никаква подршка на нашата матична држава Република Македонија и на тоа ние кажеме дека тука не се работи само за нас македонци во Албанија. Значи тука се работи за заштита на македонската нација, македонскиот народ, затоа што зошто ова е бугарска агресивна политика? Нема е гајли на Бугарија за нас македонци во Албанија, ако навистина Бугарија нам не сметаше за бугари и се гриеше како бугари, ќе направеше, значи, услови и подршка да ние не ги напуштаме нашите родни огништа. Напротив, Бугарија знае дека пред секој македонец зема или албански граѓанин, албанец или кој бил националност, плаќа и зема бугарски пасош, тој го зема од економски причини за да ги користи привилегиите на Европска унија и претежно се сели во побогатите земји на Европска унија, не оди во Бугарија. И така што прво Бугарија прави демографски проблем кај нас, што се празна целата, нема услови, елементарни услови за живот. Ако Бугарија навистина се гриеше како за нас како бугари, ќе направеше, значи ние да не ги напуштаме нашите родни огништа, но на неа што му беше битно? На Бугарија му беше битно да ги мапира териториите кај што живеат македонците долж македонско-албанска граница, затоа што ние, знаете, вие сте биле кај нас, ние живееме од другата страна на границата со Република Македонија, било Преспа, Гора, Голобрдо. На нив тоа беше битно да ги мапира овие територии дека живее бугарско малцинство, да ја заобиколи Македонија, дека од сите страни заобиколена со бугари и не може да постои во средина македонска нација. Значи ние гледаме апсолутно, да. Значи затоа ние побаравме да се свестат македонските политички партии и институции во Македонија да направат стратегија за сите македонци во соседството. Но тука сме ние најранливи во Албанија, затоа што ви кажав дека прво Албанија нема интерес нам да заштити. Многу жестоко се борите за македонските човекови права и во изминатите 25-6 години. Видете, ние не е спорно дека се бориме, тоа го видоа и самите политички партии тук. И тоа сами да го констатираат. Но суштината е дека ние до кога ќе можеме вака да се бориме самите? Видете, ние прво како македонска партија немаме ниту еден вработен кој да се занимава со ова работа. Знаете, значи било да пише. Ајте се молите на нас во диаспората да ви пуштиме нешто. Така е, тоа е факт. Значи ние нема никаква подршка наша матична држава и тоа му кажавме во ова средба кај што бевме во Корча, како што ви кажав, имаше представници на македонци од цела Албанија кои беа дојдени на свој трошок и на тоа му кажавме дека сите што се тука дојдени денеска, му викаме се дојдени на свој трошок да кажат како е нивната суд, какви неправди се случуваат таму, каква е нивната положба, за да знаат, да не мислат дека навистина ние се бориме. Повеќе што вика и Стојко, непозната негова изјава на Стојко Стојков, дека нас и наетот не држи, што сакаме да обстанеме како македонци, од тоа што гледаме пред свој очи што ни се прави во Албанија. Значи, како гледаме како Бугарија корупира албански функционери, како се обидува вештачки створи малцинство во документи во што 100 години ги немаше. И на овие неправди ние реагираме во Албанија, Албанија ништо не презема мерки. И на тоа се нервираме. Но до кога може ние вака да обстаниме? Ова средба што имавме навистина беше многу позитивно влијаеше кај македонците во Албанија. Ги охрабри дека еве навистина сега матична држава ќе застани позади нас. Но тоа зборевме ние со нашите пријатели и другари македонци тука во Албанија во партијата. Ако ништо не се преземе од страна македонска страна на ова наша потек иницијатива, само поголемо разочарување ќе дојде кај македонци во Албанија и поголем простор се даде на бугарската пропаганда. Не е тоа нелегално Македонија да ве помага. Не е тоа антиуставно. Македонија треба да се грижи за малцинствата во соседните држави. Меѓутоа досега не го направила тоа. Ма затоа ние на тоа укажуваме. Што ви ветија представниците, бидејќи еве ВМРО ДПМН и знам се во извршната власт на Република Македонија и во законодавната власт и ги има и во локалната власт. Значи тука сите ни дадоа поддршка да обстанеме како македонци, значи позитивни беа сите пораки од сите представници на политичките партии да обстанеме, дека еве ние баравме на крајот од нашата стратегија, предлагаме да неколку мерки и да се донесе една обврзувачка резолуција во Македонското собрание за поддршка на македонците во Албанија и кои што сите се нафатија дека е во ред, ние ќе поддржиме значи таква резолуција. После тоа ние исто така ги испративме и преку македонската амбасада
ова предлог стратегија кој што е нас предлог, секако тоа македонски институции може да го разработат и значи не е ништо нелегално, како што ви кажав, сите држави си имаат свој што се вика на стратегија за поддршка на нивните малцинства, исто да се направи, не е ништо, ние не бараме ништо нелегално. Еве едни од повеќе од нашите барања, тоа е најглавно бараме да се дадат македонски државјанства на македонците во Албанија. Има околу 300 барања за македонски пасоши, кои што повеќе од 10 години стојат во фиоките во Република Македонија и не му се даваат на македонците во Албанија. Значи има над 10 години. Нема тоа е навистина катастрофа и за нас селениците нема. Да, мислам, ние зборо не е финансиски проблем, тоа товар за Македонија да му ги даде овие пасоши на крајот. Тие ќе си, како секој македонски граѓани, ќе си ги платат, мислам, административните такси за ова. Значи, или, например, друго барање што е дипломатско, тоа со Албанија да се реши функционирањето 24 часа на гранично премин Джепиште-Требиште, во делот на Голо брдо, кој што граничен премин на вистина ги спаси македонците, посебно во административната единица Требиште, бидејќи тие за основни потреби или било здравствени одат во Дебар, а не одат во албанските градови поблиски, затоа што преку планини, објасни дека треба преку планини да одат. Видете кој е абсурдот, значи Требиште, административната единица Требиште од Голобрдо, за да одат во нивната општина во центарот во Булкиза, значи кај што потпаѓаат, треба да влезат преку Джепиште Требиште во Македонија, после тоа преку преминот Блато да излезат повторно од Македонија да влезат во Албанија, да одат во Булкиза, повторно да се вратат по истиот пат низ два гранични премини за да одат повторно, значи директна комуникација меѓу Голобрдо и Булкиза не функционира, нема асфалтиран пат. Или од друга страна да одат во Либраш, значи планински предели заостанати као мислите среден век да е таму. Да, таму со магаре не се оди, знам една година кога колата... Еве сега, сепак тога оваа работа најмногу е почи Албанија. Нема интерес Албанија да работи тој граничен премин 24 часа, бидејќи живеат македонци тука. И тоа е суштината. Но Македонија мора да притисне дипломатски, значи во билатералните разговори. Ова прашање 30 години. Мислам, нема секоја емисија го разговараме ова. Ама ќе биде од огромна помош за тие македонци таму да не се иселуваат од своите вековни огништа. За колку километри пат станува за да се тури асфалт? Видете, за асфалтирање, значи меѓу себе немаат и локални патишта во асфалтирање. Не зборуваме за национален пат да оди. Значи ние и таква помош да дојде е добре дојдена од Македонија заедно со Албанија, на пример, еве еден локален пат нека направи, што се вика, едно село да поврза со друго село. Но ние збориме сега за граничен премин кој ќе функционира 24 часа, бидејќи работи тој до зиме до 6 сатот, во лете работи до 8 сатот навечер и до другиот ден во 8. Значи, но тоа со билатералните односи меѓу Албанија и Македонија да го стави Македонија приоритет ови гранични премии, сум сигурен дека во рок не треба многу за тоа. Значи таму инфраструктурата е само се става уште на смена полицајци толку. Значи само треба добра волја, што се вика. Пред се ви кажав, тука Албанија го почине еквино на Македонија. Значи, политичка, добра политичка волја. Значи, на билатералните односи го постави како услов. Значи, бараме што побрзо функционирање 24 часовно на нови гранични премии. Така што, значи, тука зборам има некои работи кои што не коштаат многу финансиски, кои што нашата матична држава може да ги помогне. Исто така ние бараме еден совет при владата на Македонија, координативно тело како ќе се вика, кој ќе координира работите за македонци во Албанија, но и за сите македонци во соседство. Знаете кои што преку овој совет, на пример, еве се предлага оваа стратегија и да има луѓе кои што ќе ја спроведуваат оваа стратегија и кои ќе даваат извештај до кај положбата било во парламентот, било во други македонски институции. Тоа го имаат албанците, го имаат бугарите, грците, нели, србите. Сите го имаат. Сега ви кажам, значи секоја држава си има, видете. Бугарија, еве, земете го конкретен пример Бугарија. Значи последните 3 години таму има технички влади, нема политичка влада. Но перфектно му функционира нивната стратегија за асимилација на македонците. Знаете, таму тоа исто го бараме и ние, да има таква стратегија Македонија, која да не зависи која партија е на власт. Значи, тоа е координативно тело да се следи таа
кој му е нивна работа. Значи, се носи таа програма годишно и еве нека се спроведи барем и 20% таа програма. Ама не може и вака како што тера до сега. Таму беше заменик министерот кажа за надворешни работи дека Македонија има Зоран, како се презиваше? Димитровски, мислам Димитров. Да, Димитровски. Значи, кажа дека Македонија има годишен буџет сега во моментот, МНР, за цела македонска диаспора. И за македонците од соседните земји од 50.000 евра. Значи, за сите македонци сега од цел. Смешно. Што е нормално. Значи, што може да се направи со тоа? Не знам, ќе се даде 1000 евра во Албанија, 1000 во Грција или Бугарија, или да се подела сега. Значи, со тоа не се прави стратегија и не се брани национални интереси со тоа. Ние укажавме на другото таму, дека гледате од друга страна, што прави Бугарија? Милиони евра на годишно ниво фрла во Албанија, во сите основи, било за корупција, да корупира албански функционери. Ние не бараме тоа, Македонија да го прави, но било за финансирање, има здруженија, формира скоро во секој албански град, кои се здруженија последуваат со бугарскиот пасош, канцеларии опремени, кири и му ги покрива активности, да не ви кажам какви не прави. А од друга страна, македонската амбасада во Тирана има буџет од 180 евра. Значи, да си функционира како амбасада, и што може да направи македонска амбасада со 180 евра да функционира, па да не помогне нас како македонци. Дури бугарите ќе ве тужат, нека утре сте на суд, нели? Да, се тоа е апсурдот. Ние тоа што ви кажав дека ние реагиравме на повеќе наврати, било со допис, било јавно во Албанија да ги спречи ова што го прави. И сега главен експонент на бугарскиот шовинизам во Албанија и експанзионизам е фондацијата Бугарска меморија, која што самата се фали дека наша заслуга е што успеавме да Албанија признае бугарско малцинство, иако за тоа гласаше албанскиот парламент. Значи, кажете ми, сами да кажуваат дека еве как на кој начин стигаат со корупција за да ги натераат албанските пратеници да гласаат за признавање на непостоечко бугарско малцинство. И сега на нашата реакција да ги забрани активностите Албанија во деловите кај што живеат македонците во Албанија, бидејќи корупира албански функционери за асимилација на македонците. Има подигнато криминална структура во Албанија, мрежа која што и посредува со бизнис со бугарски пасоши, нелегален што е, и вклучено во издавање на лажни потврди за бугарско потекло од албанските општини, кои што го немаат тие ингеренции, албанските општини да дават потврда за бугарско потекло, и плюс кои што преку нив се спроведи пописот, преку нивни луѓе врбува во пописните комисии за да ги попишат бугари. И затоа ние побаравме јавно од албанската држава, од Еди Рама и од премиерот, да ја забрани ова активност и да ги истражи сите овие наши обвинувања што ги правиме. Напротив, Албанија не само што не ги забрани, му дозволува слободно да се шири својата пропаганда и своите незаконски активности, сега тие не тужат во основниот суд во Корча, ни бараат како партија да му се извиниме јавно, да пратиме допис до сите овие институции што баравме да ги забранат и да им платиме оштета од 10.000 евра и судските трошоци да ги платиме. Колку оштета? 10.000 евра, значи бараат оштета. Оштета? Тоа е, сакаат 10.000 евра оштета бараат за нарушен имидж, не нарушиле нивниот углед како фондација. И тоа е она на Врабески, така? Да, таа е истата што ги формира ове, нели, тие фашистички клубови во Македонија. Значи, тоа, да не се лажиме, тоа се бугарски структури позади тоа. Значи, и Македонија, Албанија истата шема ја прават. И во Косово сега истата ја прават. И зато и сега утре имаме прво рочиште почнува во судот во Корча и тука се најавени, значи тие имаат земено адвокатско студио, неколку адвокати од Тирана, бугарската амбасада најавена да присуствува на рочиштето, бугарски медиуми, значи цела држава, значи се против нас. И сега ние, јас поднесов барање веќе минатата недела до судот, чекаме денеска да ни известат, бараме да се одложи рочиштето затоа што ние немаме адвокат, значи да се браниме на суд и му кажуваме дека немаме до моментот најден адвокат, не сме во можност да се одложи додека најдеме адвокат да не застапува и му кажуваме дека навистина ситуацијата е сериозна, тие сакаат да не замолчат фактички со тоа, да не исплашат, да не казнат, да не може да воопшто ни да функционираме како партија, за да не реагираме на ова што го прават. И сега се надеваме денеска, чекаме да видиме судот дали ќе го одложи рочиштето или не, но
Тоа е факт, ми е... Да предпоставиме да го загубите судот 10.000 тоа за таа македонска партија во Албанија се голема сума на пари, бидејќи мене ми е познато. Вие многу добро познато ви кажам, значи ние прво немаме никакво финансирање од Албанија. Плюс ние немаме ни жиро сметка. Ние не ни наплаќаме, мислам, членарина на нашите членови, на кои да му земе на македонците членарина, ние знаеш доброволно сите доаѓаат тука, уште да му кажеме ајде платете доволно што тие доаѓаат на активности, се бориме, реагираме, значи тоа е доволно. Ние не можеме сега да ајде ми зборот сите да функционираме на волонтерски ова. И тоа нормално ако не се изречи таа казна, фактички целта не е да не згасни, да не знам воопшто да не, значи да не иронија да е поголема, ние во моментот и Државната изборна комисија на Албанија ни стави 5.000 евра казна пред месец дена. Сега сме на суд и за тоа, се тужиме, затоа што пред 2 години кога учествуваме во локалните избори, ни секоја партија има обврска после тоа да достави извештај, како секоја година ставиме извештај дека не користевме буџетски средства, бидејќи не ни дадоа, не ни следи и по закон, како што има направено законот, само големите партии се земаат финансирање и дека не потрошивме ништо, значи кога немаме пари што да потрошиме, значи сега не казнуваат во погрешен образец била, значи декларација ова 5.000 евра и фактички тоа исто да не замолча, да не и да ве елиминираат како политички субјект. Тоа е, затоа викаме ние од сите страни сме нападнати. И од Албанија, тоа викаме ние му сме толера моментот на Албанија, бидејќи овие работи што ги збориме ние во Албанија јавно и плюс наша практика е на секое наше барање до албанските власти ги доставуваме и до странските амбасади, и до Советна Европа, и до Европска унија, до ОПСЕ, значи ово наши писма. И на сите наши овие обвинувања што докажани се што како корупира албански функционери во Бугарија, како значи води бизнисот нелегално со бугарски пасоши што потврди, јас тоа кажам се на албанска телевизија. Значи има над 20.000 потврди во сите општини во Албанија издадени нелегални за лажно бугарско потекло, затоа што Бугарија само за Албанија тоа го бара. Секој кој аплицира за бугарски пасош да донеси потврда од општината, таа да потврди дека тој е бугарин. А тоа ингеренција ви кажав го нема, ниту е на албанска општина и пред година дена, може би е познато во делот на Булкиза на Голо брдо, со скриена камера на албанска телевизија прикажа како за 100 евра секој може да си купи потврда за лажна потврда, иако не е жител на таа општина, од други градови, за 100 евра можеше тоа да се окупи. И сами кажуваат, тие со илјадници такви потврди, само таа општина имаше издадено. А тоа се случува и до ден денес. И на сите овие работи што кажуваме, ние збориме за правна држава. Па како е правна држава ова? Кога дозволуваш масовно такви фалсификат на такви исправи, кои што значи злоупотреба на службена должност, фалсификување на официјални документи, ако сме правна држава, сега почнавме ние ова преговори за членство во Европска унија. Па едни од условите и значи спроведување на правото, значи как тука само право немаме, дали ме разбирате? Се плаши. И ова му смета на Албанија што ние ги значи реагираме и во јавност и од друга страна не преземаат мерки за ова работа. И затоа целта му е било на Албанија, тоа нормално дека се плашат, но ме зборо било на Албанија, било на Бугарија, наша цел му е стратегија да не замолчат. И затоа се овие тужби и казни што ни ги ставаат, да не влечат по судови, за да ние да не можеме воопшто да функционираме, знаете. И затоа ви кажавме ние Бугарија за да не им стави вето на Албанија, тие ќе ве уништат вас. Тоа е така. Затоа ние укажавме на македонските партии. Значи, целта е барем додека Албанија не стане на членка на Европска унија, овие години мораме да имаме конкретна и видлива поддршка од македонските партии, од институции, најмногу бидејќи институциите има тие најмногу обврска, од Македонија. Не може вака да тера ова на доброволна основа. Во Албанија на вистина, за разлика и од Грција и од Бугарија, бидејќи таму се сосема и различни приликите. Тука имаме повеќе простор ние и легално да действуваме. Ние сме легална политичка партија регистрирана во Албанија. Значи имаме повеќе механизми бидејќи Албанија без разлика што признава дел на македонци, значи има основа ние да действуваме и тука има потенцијал во Албанија. Ни треба само мала поддршка од нашата матична држава. Тоа е целата суштина. Ако вака не остави како до сега, значи прашање колку ние може да издржиме вака. Поред ќе реагираме јавно ова, но се додека ви кажам, наши активисти се заплашуваат,
било тоа од полиција, било од бугарите, знаеш, се тераат со својата агенда и што може да правиме ние повеќе оставени сами. И затоа ние и повикавме ова средба со македонските партии кои што еднаш да му се заблагодарам, кои што ја сватија фактички важноста да се присуствува на оваа средба и се надеваме, ви кажав, дека конкретно било политички партии, било институции Македонија ќе сватат сериозна работава и ќе направат нешто. Ако ништо не направат како до сега, ви кажав, само поголемо разочарување кај македонците и поголем простор на бугарската пропаганда ќе дадат за асимилација на македонците во Албанија. Јас се надевам по тоа што сите дојдоа дека нешто ќе превземат конкретно. Како што ви кажав, најглавно е, значи, тоа не кошта пари, државјанства и лични документи, лични карти се дадени на македонците во Албанија. Тоа е најголемата помош во овој момент што може да му даде нашата. Ти си и историчар покрај тоа што си активист во Албанија и си историчар, се знаеш ние што сакаат и бугарите, и албанците, и грците сакаат да нема македонски народ, и ако се откажат од малцинствата како што се откажуваат, тогаш лесно ќе го збришат македонскиот народ во Република Македонија. Тоа е факт, затоа кажуваме ние, значи тука овој во Албанија не е проект само нас да не збрише го македонци, значи проект да се избриши македонската нација. Да. На нив што му смета? Значи ние како македонска партија, ние дека имаме некој не знamo влијание во Албанија што може да направиме. На нив му смета тоа што спишува македонска партија, било сонцето официјален символ од кутлеш на партијата не е символ. Значи на нив му смета тоа, македонските одбележја, македонското име. И затоа се овие сите напори да не асимилираат. И ова е затоа, кажав, значи треба сите македонски партии консензус за да обстанеме како македонски народ. Тука не треба прекупување, може да се прекупуваат за економски, за други прашања, но за националниот приоритет за опстанок на македонската нација, народ, значи треба заеднички сите македонци да гледаат што се прави, значи. Мала да има помош македонците, јас како што ги знам во Албанија ќе се соберат сите на едно место, само да има една искра, една мала подкрепа од властите во Република Македонија, што еви јас сакам да апелирам до нив дека без македонците во соседните држави нема македонци во Република Македонија. Тоа е фактицо, види. Друго моје впечаток, ние јас и председателката отворено дискутиравме, значи нам не повеќе председателката бидејќи нова средба во Корча, ние ги поканивме освен парламентарните партии и председател на државата, премиерот, председател на собрание и министр за надворешни работи. Од кабинетот на председателка ни се јавија, не поканија да одиме во Скопје и појдовме ни на 3 дена пред среда, бевме во Скопје истите проблеми. Значи, дискутиравме, добивме целосна морална поддршка од председателката дека така е. Мора Македонија да застане зад вас, за да ние обстаниме. И на крај тоа му кажавме ние. Нашиот впечаток, таков, може сум грешка, барем за нас македонци во Албанија, во Скопје, не гледаат како равноправни субјекти, знаеш, во смислот како луѓе што може да дадеме и совети, знаете. Значи не третираат равноправно. Суштината е, видете, ние живееме, твориме во Албанија. И како е состојбата во Албанија, како состојбата со македонци во Албанија, не може да знае подобро некој од нас, од Скопје, некој во канцеларија кој што не ни бил кај нас ни во Мала Преспа, ни во Гора, ни во Голо Брдо, ни во... знаете и да не може тие да прават стратегија, не ни били на терен кај нас, а да не ислушат нас, еве, ние предлагаме ова предлог стратегија, затоа да не гледаат, не знам, македонски институции, не знам ова како, кои сме ние да му предлагаме предлог стратегија за македонско национално малцинство. Ние предлагаме затоа што мислиме дека многу подобро ги знаеме како се работи тука во Албанија. И што треба конкретно Македонија така треба да биде. И затоа, ама тоа ме мој впечаток дека не третираат равноправно. Знаете, во смисло што кои сме ние да му кажуваме на нив што треба да прават. И мислам дека тука е главниот проблем. Добро, Васил, треба да одиш ти. Дојдуваме до крајот на нашето интервју. Се надевам дека апелот твој и преку македонската радио програма и преку политичките партии, нивните представници, дека ќе се свестат врвните политичари во Македонија дека без македонци во соседните држави нема македонска нација, нема македонски народ. Ти благодарам многу и се надевам дека и понатаму ќе останеме во контакт. Благодарам, Ицо, јас се надевам дека навистина овој апел ќе стигне до таму кај што треба да стигне и да ви се заблагодарам и на вас лично и на македонците во Австралија
за целата подршка што ни има давано овие 30 години, кое што навистина по македонските институции се огледува на вас, ние не ќе бевме во оваа ситуација која што сме сега, не само тука во Албанија, сегде во соседството кај што ние македонци. Благодарам уште еднаш за можноста да се кажеме нашите маки. Добро, пријатно и остануваме во контакт. Поздрав, пријатно.